Со првите гости во студиото зборуваме за проблемот кој што веќе извесен период ги мачи и ми отежнува работата на македонските туристички водичи, а тоа е присуството на странски туристички водичи кај нас на наша територија, што всушност испротивно на законот. На оваа тема наши гости во студиото, од мојата десна страна Горан Пинза, тој е член на управен одбор на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници и подпредседателот со нас исто тука Елвир Садиковиќ. Добро утро. Добро утро. Може да започнеме со Елвир, ќе дадеме на тебе предност како вовед во темата, што е тоа што се случува извесен период. Вие алармирате за проблемот, малку сте погласни, веројатно и потребата за истото е затоа што се поголемо присуството на странските туристички водичи, се забележуваат, а од друга страна па бележиме навистина голем скок во посетите. Државниот завод за статистика вели дека навистина е зголемена бројката на посета на странски туристи во земјава. Добро утро вам и на гледачите на Македонската телевизија. Секако дека ќе бидеме гласни. Значи, Македонската асоциација, самото формирање 2019 година, почна со своите заложби барања до Министерството за економија, бидејќи тоа е наше ресорно министерство, кај што и потпаѓаме како сектор за туризам. Овој проблем е долгогодишен проблем и можем да кажам за нас туристичките водичи, меѓутоа за институциите е горчлив проблем. Зошто го велам тоа? Затоа што во минативе 10-15 години имаме голем пораст на странски туристи. Значи во нашата држава, бидејќи Македонија што е добро, нели тоа го баравме, нели тоа беше потребно после короната. Секако Македонија стана многу интересантна туристичка дестинација. Имаме се поголем и поголем број на посетители, значи главниот град Скопје, Охрид, Битола, Струга, Тетово и останативе туристички дестинации, можем да кажам, во нашата држава. Меѓутоа се соочуваме со проблем кој што е многу горчлив, а тоа е присуството на странските туристички водичи. Тие странски туристички водичи на територија на Република Македонија ја презентираат историјата, ја искривуваат историјата за нашата држава, значи Република Македонија, кој што е спротивно законот, а закон е многу дециден. Добро, тоа е член 37 од законот за туристичка дејност. Дали сте сигурни, дали сте забележале, дали сте ги виделе? Вие? Како не? Јас ќе ви кажам милион примери, ќе почнеме од црквата Свети Спас, присуство на бугарски туристички водичи, Битола, колегата ќе каже на грчки туристички водичи, имаме од Албанија, имаме од Турција, имаме од повеќе држави, меѓутоа за жал, еве повторно ќе кажам, Државната пазарна инспекција која што е надлежна и согласно законот треба да постапи на терен и да ги санкционира овие групи, веќе еве подолг период воопшто не презема никакви мерки. Значи ние сме крајно револтирани заради игнорантското однесување на Државниот пазарен инспекторат. Како Македонска асоциација, значи повеќе пати имавме средби. Прво требаше да се утврдат надлежностите. Наводно не знаевме чиви се надлежности. Тогаш се воспостави и се утврди надлежности дека тоа е под Државна пазарна инспекција. Ветија дека ќе излезат на терен и дека ќе ги санкционират овие појави, меѓутоа до ден денеска воопшто нема никаква реакција или воопшто никакви санкции кон овие групи. Горан, вака накрсно ќе се вклучиме ние во разговорот со едно, ќе кажам, неблагодарно прашање. Освен тоа што влегуваат во економската сфера овие странски туристички водичи, не влегуваат и во една друга сфера, не може да се контролира што кажуваат и што презентираат пред туристите. Може ли да се контролира ова? Точно така. За првиот дел од прашањето, ние и по статистика и по она што го гледаме, најбројни посетители се најпрво гостите од регионот, потоа следи и Турција. Регионот кој ќе речам, мислам на соседните земји. Во овој некој си период кој што е интересен на секаков план за нашата држава, фрагилен, за Македонија, многу е битно која информација ќе се пренесе. Ние ја пренесуваме информацијата онака како што нашиот образовен систем не учел и затоа сме ги добиле тие лиценци и потврди за водење и обавување на оваа дејност и сметаме дека објективно ја презентираме нашата историја онака како што реално настаните и не знам, луѓето кои што поминале од тука оставиле белези на одреден начин. Зашто постојат и автентични документи и историја, така. Фотографски докази, така што кој ќе речеме ние Кирил и Методи на пример, секаде секогаш сме учеле и го пренесуваме тоа дека тие биле се словенски просветители. На пример. И да не надлегувам со останати примери, ова е
добриот. Тоа што потекнуваат од тука, ние не сме виновни. Се словенски просветители во период кога нација како нација не постоела, меѓутоа се словенски ред други такви примери има. Да не говорам се за цар Самуел, Гоце Делчев и така натаму. Мора да си ја штитиме нашата историја. Она вториот момент кој што рековте веќе економскиот момент, бидејќи ние на број сме некои си 300 до 350 луѓе од прилика кои што активно се бават со оваа дејност и верувајте за сите може да има и има работа многу, меѓутоа доколку тие инспекции излезат на терен и си работата како што е предвидено по закон, бидејќи секој дневно верувајте во центрите кои што ги наброја вили, сигурно и останатите граѓани се сведоци кога ќе видите една група која што лута едноставно речено низ градовите без некој да е со нив кој што е најмен од нашите колеги и кој што е од тука, кој што ги знае деталите на така, постоењето. Бидејќи јас често ова го кажувам за нашата работа, не е водењето само да ги презентирате бројките, историските факти. Луѓето се интересираат како денес се живее, поставуваат прашања од секојдневниот живот. Пример, не знам, цена на кирија, на просечна плата, на тоа како едноставно македонците преживуваат, да речеме, со оние стандарди кои што се статистички јавно објавени, така што и еден вид на аниматор, ќе речам, неблагодарно, меѓутоа луѓе кои што понатаму ќе му дадат насоки како да го поминат остатокот на денот во зависност од интересите на таа група. Значи не е само да представите бројки и факти кои што ќе ги најдат и на интернет, туку и пошироко. За жал, нашата дејност со незаштитувањето кон нас пати во смисла пред се на економски аспект. Добре, ние кога патуваме во странство, што не интересира намногу како живее локалното население, така се разбира да поминеме еден ден кој што ќе биде налик нивниот. Да го доживееме тоа место каде што сме отпатувале. Апсолутно. Елвир, како е во регионот по ова прашање? Како е решено? Многу едноставно. Значи се почитува законот. За разлика кај нас. Кај нас институциите спијат. Во даден случај Државниот пазарен инспекторат, инспекторите и директорот на Државниот пазарен инспекторат спијат, меѓутоа во регионот сите си ја штитат својата држава, својата историја и својот идентитет. Како може да го ставиме ова во ред? Има начин како да го ставиме во ред? Има веќе. И почитувајќи го законот, во нареден период можеме комплетно да го ставиме во ред? Законот постои, Јована. Значи, член 37 од Законот за туристичка дејност. Овластена инспекција е државна пазарна инспекција која што треба да се акцентира на терен. Значи, се е децидно напишано, се е кажано, постои во законот, само господава од Државниот пазарен инспекторат треба да излезат на терен и значи да спроведат значи законот и во Скопје, и во Битола, и во Охрид, и во Струга и на сите туристички дестинации. Само малку да ви се вмешам во одговорот. Ова мора да се оградиме ние од овој став, тоа е ваш став. Дека не работат институциите, ние како медиум мора да се оградиме од тоа. Ја пренесуваме вашиот став, мислење. Ако може само да се надоврзам на прашањето, верувајте дека е многу лесно, она што го кажав, дека и граѓаните ги забележуваат тие групи. Во нашите туристички центри постојат 4, 5, 6 точки каде што групата мора да помине. Вили ја спомна црквата Свети Спас, тука е старата Скопска чаршија, Камени мост, спомен куќата на Мајка Тереза и уште 3-4 точки покрај кои мора да помине групата. Истото е за во Битола, истото е за во Охрид, манастирот Свети Наум, така што многу едноставно, доколку се има желба, волја. Значи се не треба одредените надлежни да одат по групата, се стационирате на една точка, верувајте ако сега со вас застанеме од близина на Камени мост или на плаштад, во периодот час и половина, сигурно ќе поминат десетина групи, од кои ретко која ќе има локален. Со нас ако застанете може автограми ќе барат, не знам. Не, ние ги забележуваме секако исто групите. Затоа неколку пати на стартот на разговорот ве прашав дали сте сигурни дека постојат и ние пренесуваме ваш став, ваше мислење, ваш апел, така го почевме разговорот дека ваш апел за вклучување на институциите и затоа и ве прашав неколку пати како ние како граѓани, доколку ги забележиме каде може да се обратиме, кој треба да го реши
проблемот. Реално, ова е нешто со што вие се соочувате извесен период. И голем проблем за фелата. Значи, јас повторно ќе кажам, значи, Македонската асоциација на туристички водичи и придружници од самото формирање 2019 година, ние сме, значи, еден склоп на повеќе професионални водичи, значи, кои што се наоѓаат во оваа асоциација, безброј барања до Министерство за економија, а исто до Државната пазарна инспекција. Се точно се знае, се е направене, се е побарано. Едноставно што бараме е да излезат на терен и да постапат согласно законот и согласно нивните надлежности. Не можеме ние да оставаме странски туристички групи да шетат низ Скопје, да шетат и не смееме да не искривуваат историјата, македонската историја, нашиот идентитет, нашиот јазик и нашата култура. Јас ќе ве замолам, во сите останати држави, сегде секој си го штити својот идентитет и својата историја. Ова е преседан, значи, заради игнорантското однесување на ваква една институција, која што навистина треба да излезе на терен и да постапи согласно законот. Благодарам за гостувањето, се надевам дека... Благодарам да финишираме со една меѓу тема, ќе го прашаме гостинот од Битола, како си помина вчера вечер во Борис Трајковски и дали спортскиот туризам има место како понуда во оваа палета? Тој не може да побегне од спортот, да. На првото прашање ќе пробам веќе да го избегнам овој одговорот, бидејќи несоницата сама ќе ви даде одговор дали поминав добро или не. А кога се работи за спортскиот туризам се разбира. Јас доаѓам од Битола, еве како пример, поврзано со ракометот, ние конечно по долго време бевме домаќини на 7 надпревари од Лигата на шампионите во ракомет. Експлозија на публика, да, на значи емоции. публика, атмосфера, секој надпревар над 3500 гледачи е сега ефектот кој што се пренесе со тоа домаќинство и организација, го направија конечно паркингот кај спортската сала. Значи, еве еден ефект кој што влија и на туризмот и сега конечно групите кои што доаѓаат имаат навистина уреден паркинг каде што може да безбедно да ги остават своите автобуси и комбиња и така натаму додека трае таа тура. Значи, тоа е еден ефект кој што едно со друго е поврзано, се разбира дека и културниот, и спортскиот, и се она што индиректно на некој начин влијае на туризмот, дава понатаму резултати и бенефит на сите оние кои што ги нудат своите услуги. Ке блесне и Тумбекафе, рефлекторите се поставени конечно во така, функција по 15 на години од како беа платени и донесени, ке може подолго да се седи во Битола на широк сокак и во прва лига. Добро, Битола е еден од градовите, да не ни замерат другите, а и куси сме со времето. Благодариме за гостувањето. Благодариме. Да, се надеваме дека овој глас кој што го пуштивме дека ќе резултира. Ви благодарам.